Сега после Марко, што ми остана мене да кажам? Прво да кажам дека се чувствувам привилегирано со 5-6 момци од моја страна и супер сигурно и да ви посакам едно срдечно добре дојде од името на НЛБ банка. Како што кажа Марко, и покрај летниве температури, нормално и покрај вашите работни обврски, најдовте време да ни се придружите. Задоволство е што сте денес со нас. Поводот на денешната пресконференција е практично да ја најавиме, да ја официализираме соработката помеѓу НЛБ банка и Прагна продукција за престојната летна концертна сезона. Дозволете ме на почетоков да кажам дека за нас ова партнерство е многу повеќе од музички настани. Тоа е начин да создадеме искуства, да се поврзаме со заедницата и да бидеме дел од она што на луѓето навистина им значи. Концертната сезона опфаќа 8 музички настани на регионални и домашни артисти, за тоа ќе раскаже подоцна Кристијан, кој што и е практично осмислена да подони содржина за сите генерации на публика, а она што нас дополнително ни е драго што даваме поддршка на македонската музичка сцена, која е што исклучителен важен сегмент од културата во земјава. Нешто малку севи за банкава да кажам, нели? Дека ние како банка сакаме да сме присутни таму каде што се нашите клиенти, поддржувајќи ги не само во нивните секојдневни финансиски потреби, туку и во нивните навики, во нивните искуства, во нивните патувања, музика и така натака. Марко веќе спомена, значи посебен фокус на ова концертна сезона е ставен на младата генерација, нашата Next генерација, НЛБ Next генерација, затоа што веруваме дека младите заслужуваат банкарство кое што го следи нивниот животен стил, нивниот лајфстайл. НЛБ е пакет за млади, нема многу да зборувам за продуктот, но истовремено, освен што е едно бесплатно банкарско решение за младата генерација, истовремено и платформа, која што си ги следи младите во нивните животни чекори, значи секој Next чекор, почнувајќи од прва сметка, прва плата, па да речеме први животни разочарувања, љубовни искуства, настани, концерти и така натака. И сега музиката е, сите знаеме, природен простор за поврзување со младите и токму затоа сме ние дел од оваа концертна сезона. Истовремено, нели веќе спомена и Марко, концертната сезона ќе понуди содржини и за другите наши клиенти, за пошироката јавност, а сите оние кои што ова лето ќе видат со нас, особено младите, добиваат посебни поволности како носители на НЛБ Next пакетот, а имаме и многу изненадувања за останатите клиенти на банката. Стварта се вика окей, и е баш онака окей, мислам, требаше да се вика многу окей, ама ја утнавме малку, изоставивме еден збор. Имаме многу фини убав однос, имаме слична естетика, сакаме исти ствари, ни свијат исти ствари и мислам дека ова е старт на една дружба што ќе трае години. Па не знам, ја мислев дека кажав све, ама сега ете гледаш, имам нели збор, право на збор. Ја не знам да зборам баш нешто сјајно, али знам да рапувам добро, знам да нели пеам, условно кажано добро. Али све што имам нели да кажам, ќе кажам на 2 август, ќе бидат сите мои блиски луѓе тамо, верувам дека ќе дојде цела држава, верувам дека ќе имаме онака баш музички нели празники за душа и за очи и за уши. А и мислам дека самиот нели датум ќе стане историски, мислам ќе остане историски, само ќе биде ремиксиран у едно ново време. Така да тоа од мене, фала ви уште еднаш на сите што сте овде, ни значи на сите. Ние сме млади момци што главно сме немаме друга опција освен да сме нели креативни, емотивци, креативци така не викаат, така да многу ни значи и ни е битно што сте овде и можам да кажам само се гледаме на 2 август, на 5 август и верувам дека ова е само старт за нешто што следи и ќе трае. Фала ви. Кои што
ја примија нашата идеја, ја сватија и не поддржаа во се што замисливме. Сакам да кажам огромна благодарност од македонски голем концерт на стадионот Билјанин извори во Охрид. Се залагаме максимално и можам да кажам дека енергетика. Картичка за млади, да има посебни погодности за сите концерти за млади, односно да имаме посебни фан зони за тие денови. Сакам меѓу другото да се заблагодарам и на Дупер, кој што не е мртва, можам да се изразам жаргонски, затоа што ова е на младите да работат, бидејќи можам да кажам дека пред нив можеше буквално да благодарност и да вас што работите многу посветено и многу внимателно и презентирате нешто што стварно има заинтересираните ора, 2 бона и Сенида, тоа е на 1 август. Благодарност уште една светска звезда кај нас, која што ќе придери Белоденот и верувам дека низ радискиот, телевизискиот, медиумскиот етер воопшто ќе доживее следниот е 5 август, концертот во Античкиот театар во Охрид, место каде што има вистина посебна. И почнало таму за тоа дали во моментот можеме да кажеме за соработката, кога ќе излезе новиот радиски хит, свое убаво прво представување на словенската публика, така што патуваат, обединуваат, ги кршат географските граници и ова е вистина значена година и за нашите Дупер. Дружба, ние тоа го имаме, добро се разбираме, вкусот ни е заеднички, така да... Ме фалат овде дека ми се блиски, врска нема. Значи сите ме испофалите, викам за кого зборат луѓе. Значи ова ми се све блиски луѓе, така да немаат опција, освен да ме фалат. Освен това. А инаку ќе споменеме дека иако мислам дека е споделен и на социјални мрежи. Ки имаме многу добар спот, луѓе. Ки имаме многу добар спот, а меѓутоа не има више да има заврши или нема да се заврши. Он вика, каже, нема шанси, брат, касниме многу. Мислам дека го имаме, едиве го тука и Бојан, дојде само да направи здраво и се враќа назад да монтира. Малце по... Подалеко може да. Само да не направиме тука салата, мислам дека треба да отиде. Може и со двете. Оди застан, дай ми го телефонот. Уклучи го. Еве ти торбичка. Вртаме работата. Застане позади. Подпишете лампата. Застане застане. Ти си за кого? За Сослаткар. Ајде за Сослаткар, ајде. Еве ти друго, еве ти друго. Не на тепихот. Само не на тепихот, еве види, леле, спремни сме. Со опрема, со све. Илче, што спот беше тој бе човек. А тоа 0 нема. Океј, спот, да. Многу океј. Фатамо од едната страна. Може. Абе, може. Ти кажи како сакаш, постепено нешто кажи ти за секој случај.
Neka